Во денешната визита, почитувани гледачи, како една од содржините кои што уште од рано наутро на програмата на Канал 5 можете да ги следите, најразновидни содржини посветени токму на сите генерации од најмалата возраст па до највозрастните. Денеска зборуваме за остеоартритот, односно дегенеративно хронично оштетување на зглобната рскавица. Болката во коленото како најчеста патологија, која што речиси нема човек кој што не се пожалил на болка во коленото, што ја предизвикува, како да се превенира и како да се направи нешто што треба да значи навреме барање лекарска помош за да може да се соодветно и да се третира истата. Остеоартритот треба навреме да се препознае симптомите за да се спречи натамошното оштетување на зглобовите, да се подобри квалитетот на животот, да се избегне она вкочањето или неподвижност на зглобот, а секако ја погодува средовечната и постарата повозрастната популација. Токму на оваа тема денеска во визита разговараме со доктор Михајло Ивановски, хирург-трауматолог од клиничката болница Аџибадем Систина, кој веќе е овде во студиото, подготвен да одговори на сите ваши прашања кои што денеска ќе ги поставите. Добар ден и добре ни дојдовте. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Како посебни теми сме ги третирали и остеоартритот и посебно и болката во коленото, ама сега ќе направиме некаков спој за тие две теми, бидејќи е чест проблем кај популацијата и кај помладата, а посебно и кај повозрастната, која што како патологија си доаѓа со текот на годините. Остеоартритот или болката во коленото, со што би почнал? Па да почнеме со болката во коленото, нели? Како да речеме, остеоартритот е малце постручен термин кој што во народот па и не секогаш се користи, а болката во колено или многу често вода во колено, нели? Сме слушнале како проблем, голем дел од популацијата се жали на болки во колената, а како причина во позадина, нели, би стоел остеоартритот како една од причините. Остеоартритот, спомнавте дека е оштетување на зглобната рскавица. Зглобната рскавица е составен дел на секој зглоб, она што го прави движењето да биде мазно, да биде гладко, без болка, да функционираат зглобовите. Со само тоа што сите тие зглобови имаат рскавица, сите тие и се подложни на остеоартрит, односно оштетување на зглобната рскавица. Коленото прво го спомнуваме затоа што да, тоа заедно со ребетниот столб и со колко страда прво, меѓутоа коленото е најдостапно и најприметливо. Кога човек го боли колено, знае дека нешто се случува, си има мака. Кога не може да се симне или качи по скали или едноставно го прекинува во секојдневното нормално функционирање, реагира. Тоа е една од причините дека нешто треба да се преземе, да се направи. Оштетувањето на рскавицата, значи не можеме ние да го спречиме поради тоа што зглобот се користи од првиот ден, па понатамо, едноставно може да се помогне да тој процес се пролонгира, меѓутоа не може да се спречи. Но доколку навреме се препознаат тие симптоми или навреме се реагира лекарска помош, да, како симптом може и ќе го почувствуваме, ама нема да се обратиме навреме на лекар. Рскавицата има свој состав, своји особини, има дебелина и таа дебелина со текот на времето се троши. Кога ќе дојде веќе во фаза кога нема што да амортизира во зглобовите, доаѓа до оштетување, односно малтене кребење коска на коска, тоа се веќе други симптоми кои што, како што кажав, се веќе индикација, односно се показател дека треба да се посети доктора. Страдаат и зглобовите, оние мали зглобови на ребетот, значи исто така болка е една причина за болка во ребетот, страдаат колковите. Нели, доста луѓе се жалат исто и на колкови, страда и скочниот зглоб. Не се исклучени, како што спомнав, и помалите зглобови, меѓутоа тие се малце поослободени. Така најчесто е присутна, нели, овде. Кога ќе почувствуваме или споменеме болка во зглобовите, прво помислуваме и велиме реума имам, ама не станува збор за реума. Па да, многу често не станува за реума. Реумата е проблем кој што се третира на другите гранки, проблем кој што исто така постои, меѓутоа болките во колено почесто ги поврзуваме со остеоартрит, а не со реуматоидниот артрит. Реуматоидниот артрит како проблем го убрзува процесот на оштетување на рскавицата и тоа е еден од ризик факторите за побрзо оштетување на коленото и за побрза, значи да почеста потреба од доктор. Меѓутоа, остеоартритот и реуматоидниот артрит се различни проблеми. Се од групата на артритиси, така да. Има ли значење дали болката се јавува во седење, мирување, стоење, качување по скали, спиење? Да, сето тоа се фази во оштетувањето на рскавицата, односно фази на остеоартритот, кога веќе и во мирување боли, значи веќе сме дошле
многу касно во процесот на оштетување, а болката најчесто после движење, качување по скали, значи тоа се првите симптоми. Болка во колено пратена со оток во коленото, течност, која што самото колено ја ствара затоа што едноставно така се брани. Значи сметајќи дека со стварањето на повеќе течност во коленото ќе си помогне самото на себе, а едноставно тоа е еден од показателите дека нешто се случува во коленото. Понатаму, нели, значи активностите секојдневни, луѓе кои што се поврзани со долго стоење на нозе, долго движење, спортисти, луѓе кои што постојано ги користат своите колена, се предиспонирани за побрзо оштетување на рскавицата и за побрзо оштетување на колената. Така, средовечните, постарите луѓе се оние кои што најмногу страдаат од остеоартрит, но покрај возраста, кои се другите фактори? Рековме дека возраста е ризик фактор, затоа што не може да го спречиме оштетувањето. Меѓутоа, луѓе кои што се постојано активни, луѓе кои што се постојано, да речеме, клетни стани на работа, спортисти кои што се апсолутно ризик фактори, се луѓе кои што се предиспонирани. Мора да спомнеме и вишок од килограми како еден од ризик факторите кои што ги оштетуваат како зглобот на коленото, така и зглобот на колкот, така и ребетниот столб. Мора да спомнеме дека процентуално женската популација, односно дамите, за жал се позастапени, значи има неколку причини за тоа, меѓу другото, остеоартритот, кај остеоартритот на колената, медијалниот остеоартрит е многу почест отколку латералниот, односно, нели, да се разбереме, од внатрешната страна остеоартритот на кондилот е почеста проблематика затоа што сите ние тежината проаѓа преку медијалната страна, преку внатрешната страна, кај дамите малце повеќе тоа е изразено бидејќи кардицата е малце поширока, тоа е ради бременост или пораѓај, така да осветувањето од медијалната страна е многу почесто кај дамите. Ке спомнеме дека како одминуваат годините, менопаузата, хормоналниот дисбаланс, остеопорозата, сето тоа се плюс ризик фактори за оштетување на зглобната рскавица. Значи, повторно ќе се вратиме на истото, дека превенцијата е многу важна. Значи, во текот на животот, како ќе се грижиме за своето тело, својот организам, за сите останати органи, нели, кои што треба нормално да функционираат, така ќе ги живееме и по одминатите години. Така би било. Така. Да ги слушнеме гледачите и нивните прашања, па продолжуваме со нашата тема. Добар ден, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до студиото таму. Ви благодариме. Поздрав до докторот. И поздрав до Ване и до Јасмина Димитриевска. Пошто не можам таму да добијам, овде да ги честитам. Да честитам победата да победи нашата надпреварувачка. Прашање до докторот, дали ќе може? Може, секако, да. Затоа и ве очекуваме и ве вклучивме во визита. Не можам таму да добијам, па да поздравам вам, Ване. Добро, го искористивте моментот тако, нема проблем, повелете со прашањето. Вака, прашањето ми е вака. Јас сум 55 години жена. На 10 години сум прележана реуматска грозница. Таа мила веќе првите диагнози што доктор Арсов уште и Гучева која била. Од тогаш навака се осеќам зуење на ногите, зуење на колената, пунктирани ми се колената и многу осеќам сега болови на рацете и трвење ноќно време. Сакам еден совет од докторот, исто и мојата ќерка работи се повеќе на ноги, сега осеќам многу болови на колената. Некоја препорака на докторот, тоа е неизлечлива, ми имат кажано мене докторите, неизлечлива болест е мојата фебрис реуматика, амо сек пак можело да се залечи за да немаме болови. А иначе многу ви е драго да ми каже нешто совет докторот и поздрав на сите. Ви благодариме, ќе слушнете веднаш. Значи, господјата е во возраст, нели, 55 години, така. Ризичната група. Да, кога сами по себе колената, односно зглобовите се оштетени, податокот дека на 10 годишна возраст прележала, значи тоа е плюс од оние ризик фактори што ги спомнавме, што дополнително влијаат на оштетување на зглобната рскавица. Спомна дека колената се пунктирани на неколку наврати, што значи дека проблемот со вода во колено постои тука, односно течноста во коленото се ствара заради тоа што проблемот е тука. Да, си знае господјата дека не излечива, односно проблем кој што ќе ја мачи, меѓутоа околу советот за третман мислам дека вреди да се проба со нели
ќе го спомнеме после тесно во конкретниот случај со интерартикуларни инекции. Значи, грубо народски кажано, тоа е да се подмачка коленото, инаку медицински тоа се објаснува затоа што во тие инекции кои што се ставаат има сурфактанти, има материи кои што делуваат на раскавицата, го облажуваат триењето, со самото тоа значи се облажува болката, а кога се облажува се намалува триењето и течноста во колената не се ствара бидејќи коленото му е полесно. Така. Ја спомена и Кирката дека го има сличниот проблем. Не знаеме дали веќе е направен некаков преглед, дали е проверена состојбата. Значи, да. И дали е препорачано нешто да се прави, но советиве барем и за Кирката. Кирката е релативно помлада, кај не се треба први да се види. Не дека ќе господјата не треба се, значи ќе поразговараме и за соодветната диагностика, меѓутоа треба да се види за да се знае, пошто Кирката сигурно помлада, па треба може би да се преземи нешто плюс. Така, и главното и основното е нели да се намали болката, така да не се трпи таа болка, бидејќи и на тој начин го нарушува квалитетот на животот. Апсолутно. А и може би кога ќе се намали болката во моментот, по извесен период повторно да се јави, ако да се појави, ако не е третирано како што треба. Како ќе намалиме болката, после тоа нели ќе имаме простори за други конзервативни методи како физикална терапија и сите работи кои што дополнително ќе влијаат на колената и ќе помогнат на пациентката. Да не се лечиме сами. Да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до студиото и до докторот, се разбира и водителката. Ви благодариме. Да, имам прашање за докторот. Јас имам интересни болки по целото тело, по сите зглобови ми се чини. Една недела ме боли еден зглоб на една рака, друга недела ме боли другиот зглоб на другата рака, или на нозете доле зглобовите, или кичма. Знам дека крлицата ми е оштетена, не го повредена, да кажам. И сега пред месец дена почна да ме боли десното колено. И не знам колку гелови употребив. Се мачкав со тие гелови и после видов на реклама од тие каишите од доктор Левин и тоа го направив. Ги земав каишите, ги носе 3-4 дена, болките не ми се стишуваа. Се јавив поново таму кај нив, викам, бади, ама парите ми ги зедовте, болките не ми се стишуваат. И се она ми вика, ќе чекаш, вика, неколку дена, ќе видиш дека ќе ти се смират. И стварно, еве сега 2 недели ги носам, ми се стиши болката, али не да исчезна, него само ми се стиши. Ајде, после иста реклама имаше за косморисот и него го земав и него го ставив на карлицата и сега мислам дека као да сум подобра, ама не можам уште така слободно да се отпуштам. Не можам да се отпуштам. И сега барам советот докторот што сега уште да направам. Пошто немам отоци, ноќе не ме болат, кога одам само ме болат, кога лежам, мирувам, не ме боли ништо, само кога се движам. Добро, ви благодариме за јавувањето. Оно што го спомнавме дека... Од се што е направено, што сега? Да, дополнително. Оно што го спомнавме, значи нели како да речеме потврда, сите зглобови болеле, меѓутоа кога заболело коленото, нешто требало да се преземе. Затоа што веќе кога ве боли коленото, значи не може нараат до продавницата тие, не може да се качите по скали и тогаш веќе нели нешто треба да се преземе, нели? Се ја болело господјата, ама кога заболело коленото, се поднесувало и се живело. Боли раката, десната е па левата, па грбот и се тоа некако правил, али кога заболело коленото веќе нешто требало да се преземе. Во принцип најпрво треба да се додиагностицира, значи треба соодветно да се иследи проблемот. Не разбравме за возраста, меѓутоа не е ни битно да се види што се случува во коленото, да се види што со тие зглоби, пошто сите се афектирани зглобови, како што кажа пациентката, господјата, меѓутоа да видиме, можеби тука да се работи и за реуматоиден артрит, па тој треба соодветно да се третира на друг начин. Треба да се види, да се провери. Јас немам ништо против појасите и сите работи, поготово кога помагаат. Како помагала за намалување на болката, така да. Пред да се види што, па да се знае
што да се прави. Значи не секогаш сме нели ние хирурзите да работиме со скалпел со нож, меѓутоа не секогаш сме радикални. Почнуваме од некој си конзервативен дел, геловите не помогнале. Никогаш прво не се вели нели мора операција да се направи, се проценува состојбата и ситуацијата. Треба да се доиспита, па верувам дека кај господјата и една физикална терапија или бањско лекување ќе помогне, затоа што сепак сите злобови се зафатени. Така сето ова што досега и го применувала, нели помагало во известна мера, меѓутоа не се знае дали тоа нема да го излечи, да. Привремено само ќе помогне. Ќе помогне. Да видиме што конкретно се случува, па потоа би нели можеле да дадеме терапија. Така. Добар ден за следниот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото, до докторот. Јас имам едно прашање, имам проблеми со колената. Правев артроскопија. Примав сите тие синовијални инекции, попев во колено и ортовикс примав, ништо не ми помогна. Сега мене ме интересира, ми предлага вештачко колено, јас не се сложив да ме вградат, ме интересира дали во Република Македонија се прави операција со вградување на импланти како тоа што се прави во Србија. Значи во Србија тие го викаат гумено колено, значи вградуваат импланти и пациентот за 2-3 дена може да функционира нормално. Тоа ме интересира. Добре, ви благодариме. Можеме да одговориме, иако повторно за третманот ќе се изборуваме и во посебен дел, меѓутоа како совет и препорака. Значи, бидејќи е направена артроскопска интервенција, примени се сите инекции, предложено е на господјата вештачко колено, не го разбрав само терминот гумено колено, што се вградува, значи, тоа е сепак вештачко колено, нема друга. Значи, вештачкото колено подразбира тоа, да се става метал горе, значи на фемурот на подколеницата, се става пластика помеѓу двете. Тоа е тоа вештачко колено. Терминот гумено, не можам да одговорам на прашањето дали се става гумено колено кај нас во држава, бидејќи не би знаел да кажам. Дали се менува тотално, тоа е тотална протеза на коленото или само едниот кондил, уникондиларна протеза, сето тоа се работи во Македонија, а за гумено колено не би можел да одговорам. Меѓутоа мислам дека само терминолошки е тоа различно, иначе се работи за вештачко колено. Кој што најверојатно она што ќе се вгради е тоа што сега нели би се правило, да, и се прави и овде и во Македонија, значи, така да. имплантите се тие, значи нели ние не ги произведуваме во Македонија, ние ги набавуваме од странство и се вградуваат на соодветен начин исто како и секаде во Европа или во Америка. Така, добро. Добар ден за следниот гледач. Да, добар ден. Ве слушаме, повелете. Гледам завршават. Да се појави докторот, па мислим, не знам дали ме слушате или не. Ве слушаме одлично, да, повелете. Добар ден до докторот, до водителката и до сите кои учествуваат во програмата. Да, ви благодариме. Ве молам, јас сум 70 кусор години. Имам страотни проблеми во колкот и коленото. Покрај другото рамената и другото е помалку, али најкритично ми е колковите и коленото. Земав разноразни лекови, юинтаке, остеокаре, форбитат, флексија актива, желатин и друго, меѓутоа ништо не помага. Па ме интересира, има ли некакво чаре, затоа што не можем ево до продавница да си одем слободно и да седим дома. И преку ноќ ме боли, не можем да испружим ногата или да легам. Има ли какво чаре и што понатаму? Да, и сега, да, бидете на линија, треба ли и дополнително за да слушнеме дали е направен некаков преглед, некаква проверка или пак врз основа на ова што ни го кажа гледачот е доволно. Предпоставувам се независно, само дали е направена некоја рентгенска снимка или некакво испитување. Дали не слушате? Да, слушам јас. Да, како испитување, дали имате нешто до сега направено? Немам директно ништо, а имам за декември закажано тамо кај физиотерапевт, па да видим што рекол, некакви инекции наводно имало, се купували и тоа, па да видим и тоа дали има некакво вајди, што друго ќе предложи докторот. Добро. Со оглед на возраст и проблемот, предпоставам дека кај господинот во моментов колкото е поголем проблем, затоа што спомна и болка во текот на ноќта. Коксартрозата е проблем, нели? Коксартрозата е оштетување на скавицата на зглобот, кој што се случува исто така со текот на годините. Треба да се доиспита, треба да се направат најобични рентгенски снимки кои што ќе ни дадат доволно информација што се случува со зглобот и на колкот и на колената, односно на двата колка и на колената.
Мој совет би бил со оглед на возраста за колкот да тоа се оперира хируршки, доколку сето друго е во ред, значи да се промени колкот, затоа што со промената на колкот ќе престанат болките, а едноставно господарот ќе функционира нормално, значи ќе нема болка, ќе спие нормално, ќе нарушен е квалитетот на живот сега секако. А колковите барем денеска се толку софистицирани што во наредните 20 години никаков проблем нема да има. Луѓе со вештачки колкови планинарат, шетаат, функционираат сосема нормално. Операцијата е релативно рутинска, да. Звучи страшно промена на колк, ставање вештачки колк. А и посебно кога на таа возраст, нели луѓето секогаш се плашат на тие години кога треба некој оперативен зафат да се направи. Верувате, квалитетот на животот е многу различен. Кога вие не можете нормално да функционирате, кога не спиете навечер, значи целиот организам го оштетувате, значи страда срцето, страда белите, страда све. Спомна, не може нормално да доќа до продавница да отиде. А движењето е потребно, нели велиме физичката активност умерената и во тие одминати години, а овде не може едноставно и неколку чекори. Тоа е попрашањето за колкот, а коленото да, доколку е оштетен, после колку треба и коленото се третира. Спомна дека има закажана физијатар, физикалната медицина е една од опциите, на најконзервативната првата. Меѓутоа за колкот не би можел да препорачам таа возраст никакви инекции. Коленото да може, вреди да се проба, може би ќе помогне, може би не, нема сигурно да одмогне. Меѓутоа за колкот не, колкот најверојатно ќе треба хируршки да се тренира. Така и инекциите веќе кога ги споменавте, па и неколку од гледачите кои што се јавија ги спомена. Така, инекциите помагаат. Само морам да кажам дека пациентите се задоволни. Не само што се пациентите задоволни, клиничките студии кои што се работат кај нас и на запад даваат податоци дека тоа е она што им помага на колената. Разговараме за два типа на инекции. Една од пациентите спомнат, че тоа е хиалуронска киселина, односно готови инекции добиени, значи во фармацевската индустрија кои што ги добиваме како готов производ, кои што се аплицираат директно во колената. И втората опција е плазма збогатена со тромбоцити, значи тоа е крвта од самиот пациент која што се зима на лице место, се обработува и она што е потребно, значи плазмата која што е збогатена со тромбоцити и со клетки кои што се потребни се вбризгува повторно назад во коленото, што исто така и помага на раскавицата, им помага на самите структури во коленото да функционираат подобро. Едноставно го превенира понатамошното оштетување на раскавицата. На запад луѓето веќе после 50 годишна возраст размислуваат за апликација на овие инекции, било кој тип, затоа што со тоа едноставно се одолговлечува проблемот на оштетување на раскавицата, се превенира, она што не можеме да го излечиме, го превенираме. Да можеме да го превенираме. Така да, тоа е она што у принцип можам да го препорачам и можам да кажам дека едноставно народ се кажува функционира. Така. Дали стара нетретирана повреда на коленото понатаму во животот може да даде вакви симптоми или ваков проблем нели на оштетување? Да, ништо на што можеби не сме обрнале внимание пора. Апсолутно е така, значи коленото е комплициран зглоб, нели? Не е само коски, раскавица или само менискот, значи има лигаменти, има структури кои што во коленото не се заџаве таму, нешто му се потребни. Било кој од тие повреди во младоста или како и да е, понатаму може да долгорочно оштетување на коленото. Чисто како за пример една банална повреда на менискус во младоста која што нели ќе помине никому ништо, толку многу оштетува раскавицата што правиме муавет за веќе на млади години, 40-50 години оштетена раскавица која што ќе даде други симптоми, која што е многу потешко понатаму да ја третирате. Така да, чисто како пример ќе ги даваме спортистите кои што нели не ги штедат своите зглобови, едноставно повредите се составен дел од нивната работа, нивните колена се многу пооштетени, нивните зглоби се многу пооштетени на 40 години отколку на еден обичен граѓанин, еден обичен административен работник или било кој друг работник. Така. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Поздрав до гостинот. Да. Имам 60 години и чувствувам силна болка во половината и долж двете нози. Во моментов чувствувам силна болка на десната страна во седешка положба. Имам магнетна резонанца направено со диагноза, ако можам да читам правилно, лумбоиншиалгија, бил стеносис каналис, спиналис, вертебролумбоскалис. Добро, да.
Докторот веќе знае и препознава зашто. Целиот резултат од магнетната резонанца, препорачано ми е инициирана е операцијска интервенција, јас во моментот ја одбивам дали ќе ми препорача некоја друга терапија, затоа што имам страф од операција и доколку се правам операција, дали тоа ќе биде после се во ред, дали нема да има некои последици. Еве тоа како Добре, доволно ли ова, доктор Михајлов? Терапија. Добро, ви благодариме. Да, преку ова прашање веројатно и многу од останатите гледачи ќе си се препознаат во некоја слична или иста ситуација и оној страф од операцијата, така и да. Тука веќе станува збор, добро е прочита господин лумбоишалгија и стеноза на спиналниот канал, на лумбосакралниот дел од кичмата, таа стеноза притиска на ребетниот мозок и автоматски на нервите кои што ги нервираат долните екстремитети, тоа е болката во долните екстремитети. Најверојатно колегата кој што го видел магнетот врз основа на него проценил дека е време за оперативен зафат кој што би го ослободил тој спинален канал, односно би го ослободил ребетниот мозок за да може да функционира нормално. Да, во моментот господинот не сака да се оперира, никој не ќе се оперира, верувате ми, и ја не ќе да оперирам без причина. Едино што можам да му препорачам е физикална терапија во моментот. Значи со физикалната терапија, соодветно третирање на паравертебралната мускулатура, зајакнување на паравертебралната мускулатура, може би да дојде до некој подобрување. Може би. Не можам да кажам, меѓутоа тоа е единствено што може да проба во моментов. Не би можел за тоа како некоја опција, така. Да, не би можел за таа проблематика да препорачам инекции или нешто друго, меѓутоа физикалната терапија да, вреди да се проба и вреди да се направи. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Сакам да ве поздравам. Ви благодариме. Да. Дали можам повелете, да, слободно со прашањето, повелете. Вака сега, и јас бев на некои снимања, имам некои проблеми со кичмата, претежно ме болат, и имам тука некој резултат од снимките. Би сакала да му кажам на докторот, да му прочитам сега, пишува нешто, али не ги разбирам. Но мене нешто ми кажа друго сега, не знам дали е тоа или тоа. Вика, графија на карлица, редукција и дегенеративни промени по обата колка во почетен стадиум на остеросклероза на коскената структура на зглобна површина од симфизата. И имам и кичмата исто ми е снимена и вика сочувана лордоза на лумбален рбет со изразени спондилатрозни промени по сите пресленски тела, видлива полидископатија и дискус хернија. TH11-L4. Би сакала нешто докторот малку повеќе да ми објасни, зашто мене ми рекоа дека тоа е шилци. Кичмата ми имала шилци. Полна сум била со шилци. Сега друго ништо не знам. Јас ставам нешто на кичмата, немам никакви, да сум била на некои терапии, тоа ништо, не се мачкам со ништо, само ставам некои магнети од тие што се појаси и тоа е се. Имам смирување од нив. Од нив имам, но кога тоа ќе го тргнам, повторно ме боли. Повторно истата состојба. Поздравени и јас ви благодарам на... Само доколку сте се уште на линија, колку години имате? Имам 63 години. 63. А пијам, морам да ви кажам, пијам гликозамин, од време правам пауза, например некојаш правам 2-3 недели на гликозаминот и потоа го пијам. Пијам 3 месеци, па пак правам малку пауза и така. Тој обавезно и во исхраната имам доста витамини, при мене то многу витаминска исхрана имам. Значи немам некоја движењето, нормално имам и движење, се движам, но имам и некогаш и сетечка форма сега. Тоа е и тоа. Да, секако. Друго нешто ако треба. Ви благодариме, да, ќе го слушнете веднаш одговорот. Сам мора да кажем, млада господја кој што нели си има мака и за тоа бил и да се снима и била на доктор, од тоа што го прочита, значи спондилоартритични промени на ребетото од TH11 до
E7, значи на лумбосакралниот дел од ребетот, тоа се тие промени на малите зглобчиња кои што ги спомнавме на почетокот, значи ребетот е ефектиран од остеоартритот, плюс полидископатија, проблем сличен како претходниот гледач, значи ребетот веќе е афектиран од тие дегенеративни промени, кои што стручно ги кажавме, народот ги вика шилци. Терминот има шилци, значи на рентгенската снимка така се гледа промената на коските. Значи баш буквално како шилци се гледат, тој народ ги вика шилци, меѓутоа тоа е таа остеоартроза која што рентгенолошки така се покажува, која што бидејќи господјата спомна дека само со глукозамини ја третира и со магнети, значи вреди да се проба со гелови, со таблети, физикална терапија, па понатаму да се види како ќе се открива сето. Околу симфизата што спомна, че тоа е делот на предниот дел од карлицата, значи каде што се спојуваат двете карлични крила, кои што рентгенолошки најверојатно има некое пореметување, кое што исто така е резултат на дегенеративни промени и на возраста. Не би тука можеме еден куп други ризик фактори, меѓутоа не би можеле се да ги обработиме, така да како да една дегенеративна промена, состојба на ребетот и на карлицата, пошто и колковите се афектирани, кои што вреди да се проба да се третираат конзервативно со физикална терапија. Така. Добар ден за следниот гледач. Добар ден и среќен ден. Ви благодариме. Повелете. Многу поздрав за докторот и за вас. Ви благодариме. Едно прашање за докторот имам да во десното колено лигаментот кога да ми испаѓа имам болки од време на време, тоа не стално. Меѓутоа не сум бил до сега на лекар. Толку и многу поздрав за докторот и до неговото семејство, до сите кои се многу и као луѓе и као лекари феноменални на телефон Благи од Скопје. Многу поздрав до доктор Мики. Фала. Ви благодариме за јавувањето и упати поздрав гледачот, но и прашање имаше во нека, односно повеќе како констатација за својата состојба, болката во коленото. Болката во коленото кај Чко Благоја, пошто се представи го. Но знам кој ќе треба да се видиме за да првен клинички видиме што се случува со коленото, па да знаеме што понатаму да правиме. Ќе се најде решение за проблемот. Меѓу другото, кога веќе спомнавме како и да го диагностицираме проблемот, значи од првата посета на доктор потребен е клиничкиот преглед, Ова што разговараме на анамнестички податоци се во ред и многу помагаат, меѓутоа треба да се види што се случува. Пошто се фативме за коленото, после прегледот, да речеме 90% е јасно што се случува во коленото, треба да се додиагностицира, дали ќе биде тоа обичен рентген, дали ќе биде магнетна резонанца, треба да се види што точно се случува во коленото. Ке повторам, јасно е што се случува после прегледот, меѓутоа да знаеме како да го третираме. Прегледот заедно со соодветната инвестигација, возраст на пациентот едноставно даваат комплетна слика што понатаму како третман би препорачале. Така, често пати се препорачува магнетна резонанца да се направи, таа ќе даде една покомплетна слика, нели? Магнетна резонанца е, да речеме, златен стандард за диагностика на коленото, затоа што покрај тоа што ќе ги видиме коските, многу убаво ќе видиме раскавицата, ќе видиме сите останати мекоткивни структури, лигаменти, менискуси, што се случува во коленото и ќе знаеме што понатаму. Магнетот, значи инвестигација без никакво зрачење, без апсолутно безбедна процедура која што едноставно, нас многу ни помага, меѓутоа едноставно понекогаш и пациентот треба да го убедиме со нешто што му се случува во коленото. Така, некогаш возраста на 35, 40 до 45 години се велили дека е рано да имаш менискус, знаат и докторите така да... Апсолутно не е рано, значи менискусот како проблематика па да не претера, меѓутоа од пубертетот па натаму е присутен, поготоа кај активни деца, кај активни спортски рекреативно активни луѓе, едноставно. За мене спомнав за господјата која што рече 60 нешто, па реков дека е релативно млада господја, така да едноставно трендот во светот, па и кај нас е да ги сочуваме нашите зглобови. Значи да го сочуваме биолошкиот зглоб што е можно подолго. Дали ќе го третираме со таблети, со гелови, со инекции, дали ќе го оперираме, едноставно протезата на колено е на последното што треба да се... Сосема на крај. Кога ќе се исцрпат сите други можности. Зашто едноставно биолошкиот зглоб не е исто што и вештачкиот, така да
Така, и во зависност и од самиот пациент, самата состојба нели на коленото, Се конзервативната прави процент, терапија, па и физикалната нели се применуваат. Се применува. Тука би имало нешто што би можеле и конкретно да препорачаме и да кажеме? Апсолутно, нели би можеле да препорачаме кој физикалната терапија, банското лекување е опција во третманот, секогаш ја ставаме. На прво место кај луѓе кои што нели ќе процениме дека може. Кај луѓе кои што имаат болка, кои што не може да го движат коленото, значи зошто би ги пратиле некаде каде што нема да им помогнеме? Не може да оди ни да вежба на физикална или да прави нешто. Така да проблемот треба да го решиме во коленото на некој од соодветните начини, дали ќе биде тоа хируршки, дали како ќе се договориме, односно каков е проблемот, па потоа повторно каде не му бега физикално на пациентот, нели, за да се рехабилитира коленото. И постоперативно, нели, кога нели сето она што е потребно. Ако не се третира соодветно, ако не се применува ништо од ова што и сега го споменувате, нели, и болката ќе биде присутна од време на време и оштетувањето полека, нели, ќе се зема за. Болката ќе биде присутна, оштетувањето продолжува, нели, го спомнавме менискусот чисто како пример, менискусот кој што е повреден во коленото и не се третира, значи тој оштетува зглобната трскавица. Нели, пошто за гледачите е побитно, тоа исто како да имате камче во кондурата. Значи камчето ќе ви направи плускавец на петата, така. Ќе ставиме ханзапласт на петата, меѓутоа камчето ќе направи плускавец на палецот и таму ќе ставиме ханзапласт. Меѓутоа дури не го извадиме камчето од кондурата, едноставно проблемот е тука и само ќе се прават рани на различни места. Само е така пластично да се изразиме. Да, убаво разбирливо и за гледачите, точно, да. Да ги слушнеме повторно нивните прашања. Добар ден, повелете. Ало, добар ден, Милена. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас и до докторот. Јас сакам едно прашање, една молба, ако може да ми се одговори. Јас имам во двете колена, имам направено и рентгенска снимка и ехо, најдено ми е шилци и пишува блокада на колената. И блокирани ми се колената. Побраво левото ми е повише, десното ми е помалце. И имам примерно некои германски лекови ме дадено докторот и не сигурно ми ставено, али неќе тоа да попушти. И физикална терапија правев во Негорски бањи, пошто јас сум од Гевгелија. Старост на години имам 64 години и тоа многу терапијата не ми помогна. Дали би ми помогнало да одам на кинеска терапија? Доколку ми помогна? Колку би ми помогна? Тоа. Тоа сакам да знам. Доколку е тоа, се ви благодарим. Само не слушнав, кинеска терапија? Хируршка. Хируршка терапија? Да. Па, во принцип, хирургијата веќе би можела да си го најде своето место, бидејќи сите претходни опции на третман малте не се и пробани и употребени, така да и возраста е тука некаде. Ако све е пробано, колената најверојатно ќе го спојат да се пооштетени во однос на други на 64 годишна возраст, така да промената на зглобот, односно тоталната протеза на колено е опција. Бидејќи, како што кажа господјата, веќе си укочени колената и тешко движење, така да најверојатно веќе станува збор за промена. Така и таа состојба и дополнително може само и повеќе да се влошува. Така, ќе се влошува, нема како да се подобри, поготоа што е пробано со инекции, пробано со физикална, значи сите методи на, да речеме, поконзервативен третман се исцрпени, така да не престана ништо друго, освен да се размислува за хирургија. Така, повторно уште еднаш комплетни прегледи, нели, да се види ситуацијата и да се препорача што да се рентгенската прави. снимка во таа состојба, на таа возраст, доколку значи на самата рентгенска снимка се гледа состојбата на рскавица, се гледа колку се тие колена оштетени, така да треба едноставно само другите параметри да се происледат за да може да се оперира колената. Така. Добар ден за следниот гледач. Ало. Повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Јас се јавувам да му кажам на докторот, јас се оперирам на 11 месеци од коленото, десно. И сега, кога се одморна, одам, а штом ми се замори, не може да го заичи. Што да направам? А каква операција прави на коленото? Дали не слушате? Каква операција на коленото еве? Докторот прашува каква операција на коленото е направена. Вештачко колено имам. Аха, добро. Доволно е ова? Доволно, значи. Да, ќе го слушнете веднаш и советот. Бидејќи проблемот е
после движење и заморот, значи коленото функционира. Господјата се движи, заморот доколку е од коленото би се речил со физикална терапија. Значи зајакнување на мускулатурата над колена, под колена, која што би го движела тоа вештачко колено ненормално, доколку е проблемот со коленото. Заморот понекогаш може да биде на таа возраст и друг проблем кој што треба соодветно се третира и соодветно се А да помислиме на тоа, бидејќи тоа бил проблемот кој што во последно време се појави. Ќе се изтретира, меѓутоа да не биде заморот од проблем со срце, дали дробови, бубрежи, па да се фиксираме коленото да биде друг проблем. Заморот како проблем. Така и не знаеме дали и после интервенцијата нели потребни се постоперативно така и контроли, и терапија, и физикална, дали се применува сето. Ако добро дека 11 месеци од операцијата поминати, значи сигурно е физикална истерана направена, меѓутоа тоа не е лошо да се повтори. Затоа што мускулатурата треба да се зајакне. Така. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден, повелете, ве слушаме. Добар ден. Видите, јас сакам да го прашам докторот. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Да го прашам докторот. Бев на снимање, имам 66 години. Страдам можеби 30 години кој ќе дигнам нешто, ама после една недела ми поминува и јас си продолжувам така. Сега. Кога бев на снимање, од државна болница имаше у румунска специјалист дојдено и ми напиша дископатија вер лумбарис спондилоза вер S5 S1 градус, тамо и дама тук тоа. Проблемот е со ребетот, нели? Лумбишалгија, дископатија, нормално за возраста. Поготоа што е од анамнестички податок, што кажа господинот, пратено со дигање на тежок товар или нешто, потоа боли. Со оглед на возраста и работата што се работи, да речеме нормален проблем за возраст, проблеми со грбот сите ние имаме и ќе имаме, така да тоа е неизбежно. Повторно ќе кажам, во моментот без понатамошни инвестигации, физикална терапија ништо повеќе. Зајакнување на паравертебралната мускулатура, за да може да се функционира нормално. Доколку проблемот прогредира, треба да се доиспита, нели, да се направат соодветни испитувања како магнетна резонанца на ребетот, можеби електромиографија на долните екстремитети, па да се процени. На претходниот господин му има кажа дека треба да се оперира, овдека најверојатно е рана за операција, меѓутоа нели. Мора да се преземат другите останатите работи, да. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете. Среќен ден да ви е. Ви благодариме. Многу ви убава емисијата и сакам да го мога да направам со доктор краток, ќе ме шетам на линија. Ја имам спондилолистеза од 87-ма на L5 и S1. Од професор доктор Столе Јакимовски нареден ми препорачи да се чувам и увече кој ќе одам, како ќе клекнам и станам. И јас после тоа работев 13 години без еден ден да отсуствувам од работно место. Значи, луѓето треба да си го чуват здравието од советот на лекарот. Окотак бев со доктор Угриновски Јовица, кој што требаше да ме оперира, да му бидам прв пациент да ме оперира кичма. Јас, господјата негова работеше на физикална, ја бев на физикална. Малку ќе да ви објаснам уговор. Така, само јас, извинете, ќе морам да ве прекинам, бидејќи во интерес на времето се ближиме кон крајот на визита, има уште неколку гледачи кои што чекаат да постават прашање.
Ви благодарам за јавувањето. Верувам и во некоја следна прилика повторно ќе имаме можност да се слушнеме кога ќе зборуваме за конкретно вакви здравствени проблеми. Конкретно прашање овде немавме, сакаше гледачот некако да го сподели со нас. Па во принцип, она што му препорачале за превенцијата е тоа, нели, во составен дел на физикалната, значи таму едноставно ги учат пациентите како да клекнуваат, како да стануваат. Го спомна тоа господинот, така да, кога се работи за проблем со ребетот, како што спомна спондилолистеза, значи апсолутно е многу битно и пенкало кога ќе ви падне, односно како ќе се врзувате е битно, како ќе клекнете, како сето тоа е составен дел на физикалната. Така да превенцијата е она што го спомна и апсолутно тоа што го спомнавме ние на неколку наврати. Тоа е физикалната терапија. Така и кај повозрастните и кај младите, дури кога ќе се случи после нешто такво, веќе секој си знае од што му се случило, така ќе речат. Нагло се наведнав или кренав одеднаш нешто тешко и кичмата се пати. Кога ќе кренат нешто им е јасно што е. Значи се случува, ви реков, наврзување на патеки да се фатат во кичмата, тогаш па ништо не направи, само се врзува. Меѓутоа проблемот нели се таложел и дошло моментот кога и немалото, нели, капката ја прелива чашата, не е млазот на вода, така да. Добар ден и за следниот гледач. Ало? Да, повелете. Ве слушаме. Поздрав до докторот и до емисијата. Би сакала да поставам едно конкретно прашање. Пред 2 недели се ливнав и добив кршеница на скочниот зглоб на десната нога и тоа е оперативно третирано. Сега само клексан примам и понатака мислам ставени се плочки и штрафови што треба, тоа не знам. Сега ме интересира, јас имам и остеопороза и пијам фосаванс. Пијам и цеха алфа со серапептазе. Кој треба понатака да ги примам? Мислам, примав цинк, примав магнезиум, примам матичен леч и сите тие работи. Што треба понатака да превземам? Доволно ли е ова? Во принцип, бидејќи се 2 недели поминати од операција, значи во зависност од договорот со ординирачкиот хирург, значи мислам дека е веќе време, мислам дозволено да се раздвижува зглобот, бидејќи е фиксиран со штрафови со плочки. Клексаната е превенција од тромбоза која што треба да се прима, што бидејќи се работи за долен екстремитет, пациентката се уште така глуждот е нели или скочниот зглоб како што е. Така, да. Апсолутно клексана треба продолжи да се прима, серапептазето се таблети за оток кои што најверојатно го има. Е окей. Така да едноставно кога ќе помине време, кога ординирачкиот хирург ќе дозволи, треба да се започне физикална терапија, така да во моментов тоа е тоа. И пак ќе кажам, не можам јас да не видиме преку телевизија, меѓутоа раздвижувањето на тловот претпоставам дека е опција, затоа што и за тоа и се оперираат пациенти за што побрзо раздвижување и вертикализирање. Треба да биде внимателна понатаму во животот, ќе биде ли осетливо тоа место и некако поподложно на повреди? Ќе боли од време на време, меѓутоа коската е орган кој што зараснува без ожилјаци, кој што ќе функционира без проблеми, нели? Впрочем, кај помлади пациенти посекако, меѓутоа кај повозрасни тие штрафови плочки ние ги вадиме после некое време затоа што коската зараснува и нема потреба да се таму. Така. Остеопорозата е спомна, терапија за остеопороза исто така треба продолжи да си ја прима. Така, веќе сме пред крајот на визита, уште 1 или 2 минути ни остануваат, затоа ќе оставиме простор една кратка препорака и совет од ваша страна како да ги заштитиме зглобовите и да не дозволиме понатамошно нивно оштетување за да дојдеме до момент кога можеби хирургијата ќе биде единственото решение. Рековме, сите бегаат од операција за хирургија, никој не ги сака, така и треба, нели? Животниот стил, нели, лајфстайлот е тоа што сите ни го наметнува начинот на функционирање на треба да се спортува, треба да се рекреира без разлика, што спомнавме дека професионалните спортисти ги штуват, меѓутоа од друга страна па здравиот начин на живот ги чува зглобовите. Вишок од килограми се вишок килограми, не ни се потребни, пошто тоа ги штитува зглобовите, а едноставно кога ќе дојде веќе време, физикалната терапија е една од опциите. Така да некоја посебна препорака нема, едноставно. Кога ќе почувствуваме болката, коленото, колкот, рбетот, каде што нели најчесто така се не треба да ја занемариме, нели? Не треба да е оној наш менталитет, ме боли коленото, ќе си чопам, докторе, добар сум. Не. Да се провери, да се види што е како, затоа што доколку на време се санира, едноставно понатаму во животот
ќе ни бидат потребни. Оштетувањата ќе бидат помали, нели, да, и квалитетот на живот, она што и постојано го споменуваме, ама многу е важно, нели, за да можеме нормално да функционираме. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам за поканата. Благодарност уште еднаш до вас. А почитувани гледачи, вие останете со програмата на Канал 5 телевизија. Веќе добро знаете дека следува временската прогноза, Метео 5 со прогнозата за времето во текот на денов и следните неколку денови. Потоа вестите во 11 часот, а веднаш понив ве очекуваме повторно со нашата визита за да му доделиме на еден наш гледач дигитален апарат за самостојно мерење на крвен притисок, но доколку точно одговорите на прашањето кое што ќе го поставиме до вас, а доколку внимателно го следевте нашиот разговор, верувам дека ќе го знаете и точниот одговор.